Проучуваме оваа книга Друм за Македонија на едицијата Лицеум, пишувана пред 30 на години и актуелна и денес. За жал не се научени лекциите и тоа што и се случува на Македонија во овој паднат сатански свет, во кој се растура поимот човек, поимот македонец, секако како и поимот евреин се растура, бидејќи тоа се двајца сведоци кои му пречат на тој сатански паднат свет да го заврши овие последни времиња. Значи да не се знае дали си машко, дали си женско, дали си човек, дали си животно. Видете? Дали си ангел или демон. Знаете, таа е таа книга Друм за Македонија. Ние зборуваме за Македонија која повикува кон Господ Исус Христос. Значи 123 страна, ќе видите таа книга е доста актуелна. Таа е пишувана во духот, не ја пишував јас слегова тие текстови. Размислувањата на театарскиот автобус. Со театарски чекор си врвам низ центарот. Беше една тивка квечерина, висока и горда се извишила зградата на НИП Нова Македонија. Сето тоа го запустеа, ова се растури. Веднаш преку улицата Тивок и Осамен на паркиралиштето пред театарот Центар, денес тој е театар Комедија, еден задуман театарски автобус. На него пишуваше драматичен театар Никола Вапцаров, Благоевград. Не личеше како да му се случува некаква драма. Напротив, спокојно си почиваше во тивката квечерина. Си спомнав за Никола Јонков Вапцаров и на неговата тага. Ја игравме представата Растел според преписката на поетот банскалиецот со театар Скрби и утеха. Има денови во животот на човекот со вториот скрби и утеха. Дај Боже да има трет. Има денови во животот на човекот кога тој ниту се радува, ниту тажи, напишал Вапцаров. Можеби со денешнава ситуација таа запишана вистина ја одразува македонско-бугарската состојба. Денеска силен притисок, огромни пари се даваат да се направат бугари овде, се фрлаат пари, пасоши и така натаму. Наместо да ги признаат македонците во Пиринска Македонија, да ги отвориме границите да живееме како браќа и пријатели. Драмата која игра благоевградските вапцаровци се викаше Мајстори. Ја напишал Рачо Стојанов пред 1922-та. Потоа текстот го земал Н.О. Масалитинов и го поставил 1927-та. Маслитинов е Масалитинов, ученик на К.С. Станиславски. Ученик на Масалитинов бил и Димитар Ќостаров. Ќостаров е пензионер и професор на ФДУ во Скопје. Видите, тоа било пред 30 години, тој е починат сега. Еден од основачите на современиот македонски театар. Во текстот се зборува за двајца резбари кои се надпреваруваат кој е подобар во честна љубовта кон една жена. Бе подсетуваат на македонската резбарска школа на Петре Гарката Филиповиќ и Макарие Фрчковски. Да, едниот од нив е род на министерот ни час за внатрешни, час за надворешни работи. Не беше полн салонот во театарот Центар, а зошто знаат организаторите. Сепак аплаудира ракоплеска публиката на крајот на представата, една актерка со солзи во очите стои пред публиката. Потоа во бифето го прашувам незиниот сопруг да не е македонка. Тој ми одговори вака: јас сум българин, таа е македонка. Беше една тивка македонска квечерина. Представата донесе некаква тага за минатите времиња. Остана една тивка насмевка. Потоа дојде уште еден актер на нашата маса, Стефанос Гулјамџис, кој вели дека е грк, 16-17 години е во Бугарија. По потекло е од Димиотика во Тракија, од Егејска Македонија. Игра заедно со македонка во Болгарскиот театар. Почеток на регионална соработка за да не примат во НАТО. Стефан вели дека Гулјамџи значи шиват за наечија на грчки. Може би во основата на зборот е гулење, да се гули, или голем, или тоа е уште една приказна на македонската поделба. Ајде да ги прочепкаме грчките презимиња на истакнатите им политичари. Има еден Мицотакис, ние имаме Мицковски, Мицев, Мицковиш. Три наставки на една иста основа, едно грчко ис, едно македонско ски и едно југословенско иќ. Ако завршува на ов, може да е и македонец и болгарец.
Миодраг Мицковиќ напиша роман за Александар и смртта. Може би е потекло од Пела и му е род на оној кој со иста основано со едно ис. Потоа грците го имаа Караманлис. Ние го имавме поетот Ацо Караманов. Има еден Симитис, ние го имаме Симитчиев. Не можеш само со една додавка на презимето да создадеш нација. Кој е измислен? Кога? За чиј интерес? Затоа на Стефанос не му поверував дека е грк. Тоа е приказнат од балканските војни, па неговото презиме се гледа. Прелистувам една книга во мултиетничка класа по актерска игра при Федеу втора година на албански. Ги читам имињата на авторите: Илија Ленгу, Прокоп М. Ѓорго, Козма Васили, Наташа Пано, Ндре Мједа. Некако Илија Прокоп, имаме презиме Прокопиев, Козма, презвитер Козма, Пано и Мједа, не ми личат на албански, барем според имињата на поемата Сердарот на Прличев. Таму се вака пишени Абдурахман Махмуд, Сулейман и слично. Нешто на Балканов, на македонскиот полуостров околу Македонија не е баш како што прикажуваат дека ет. И веројатно тука се крие одговорот каде исчезнале многобројните македонци од Филипа до денес. Но затоа ни е потребна етимолошка македонска школа или скола по воденски. Ајде да видиме што ќе рече за тој збор Миланчо во Јаклија. Кај си бе Миланчо? Ево ме. Види, сколастика, потаму оди до схоластика, деме грчки збор, схолија, толкување, објаснување, оттамо изведен зборот. Слава ти Господи се Христе, не е така. Не е така, ама ќе видиме понатаму што ќе каже овде. Зборот самиот си раскажува етимолошки, може да видиш каде е. Школо. По воденски и соботско се вели сколо. Оттаму може да се изведе сколеници, на колена, сколовранец, птица преселница, школовка, добива њука и наука, или се осоколи. Но во првиот том на македонскиот речник имаме кол. Се собрале кој од кол, кој од ортома, се сколиле, ги околчиле, ги околчиле, околиле, па може да се изведе дури изборот ги осоколиле во сколите, па потоа доаѓа зборот со истата основа кола, колај. Две коли колци, например, па подолу во македонскиот ред имаме зборот колен, лесен труд. Па зборот колај, го барам колеот, по лесниот начин. Па имаме точно 174 збора во денешниот македонски речник со основата кол, а не се запишани сите зборови. Во основата коле е изведен зборот школа или скола, коле, испитот не коле, колеба, коледар, коленичење, колиба, колне, коло, еден по еден, колос, джин, оној кој се осоколил, завршил с коло, или оној кој е околен или осоколен или околчен, ставен во ред, нешто се околчува. Да не биде се избугари работата. Во грчкиот речник нема етимологија. Не знаат од каде е зборот. Нормално, кога тој од кој не јазикот царски македонски создаде новогрчки јазик, дел од македонската етимолошка школа. Сколија, толку за школијата. Излегувам вон театарот Центар, ме пресретна паркираниот театарски автобус, може би со него се возели македонските актери на областниот македонски театар во Горна Џумаја, кој го затвори и го забранија. Зошто бе болгарољупци, оногурци и чукундурци? Горна Џумаја, тоа е старото име за драматичниот театар со името на Јонко Вапцаров од Благоевград, или Новото. Тоа е македонската приказна започната од предилинденската епопеја Час не има, час не нема нас македонците во Бугаријата. Се избугари работата. Балканска работа. А знаат да кажат дека сме ист народ. Мудро молчеше театарскиот автобус. Ја преминувам улицата на театарот Центар. Од високото самонадејано ме гледаше зградата на НИП Нова Македонија. Молчеливо ја одминувам таа македонска квечерина и неа ја ничкоса и телевизијата. Се да се пребрише што е македонско. Не му реков на автобусот довиждање, на стариот автобус ниту остијаре и подребно македонски зборот сколија, се уште ми ја колваше душата, македонци мои, или неговата така наречена грчкост. Ја озвучуваме оваа книга.
Јас сум Тихомир Стојановски, професор на Факултетот за драмски уметности, во предметот сценски говор, старешина на молитвена војска на Господ Исус Христос. Амин. Дамите бираат 129 страна. Керката на македонскиот цар Филип II со Никостида од Фере се викаше Тесалоника. Неизе ја зема за жена Касандар и во нејзина чест го обнови градот Термаи и го нарече Тесалоника. Тоа беше во 312-та година од што? Од македонската голема ера. Солун едно време беше главен град на Македонија. Оваа година истиот град е град на европската култура, или би сакал да е така. А Солун се наоѓа во Македонија, на македонскиот полуостров. Тоа би значило доколку во таа европска култура партиципира и Република Македонија, дека Македонија ќе учествува во Македонија. Свој на своето. Или поранешната Југословенска република ќе учествува во Македонија. На тоа поле Солун ќе избира дали вистински ќе биде град на европската култура или на некултура. А солунчани ќе го изберат грчкиот избор. Доброволно или под присила. А македонците имаат право да изберат. Што ќе избереме ние? Или веќе некој избира во нивно име? Едно време кога одевме на игранки велевме дамите бираат. А Тесалоника беше дама, плюс македонка, плюс царска керка, плюс сестра по татко на големиот македонски цар Александар, плюс македонос, збор го среќаваме кај Хомер, со значење строен, висок, тенок, онија додавка од трако-фригиско потекло, само македонско, да не се спомне, го дефинира целото име како висока земја за уласт Орестида Костурско, од каде тргнала македонската аргеатска династија, висока земја, тоа е име на Македон, син на Зеус и Тија. Видете? Македонија е дама. Дамите имаат право на избор, нели? Втората дама за која сакам да напишам неколку збора е Наде Проева, Бог да ја прости. Денеска почината професорката при катедрата за историја на Македонскиот универзитет, сигурно и вршеле притисок. Околу неа се крена доста прашина, веројатно затоа што напишала дека македонците, немај се македонците се етнички субстрат, како да паѓате од Марс. Се етнички субстрат на предгрчките индоевропејци, чиј етнички состав го сочинувале пајонците, пелагонците, бригисите, фригисите, пафлагонците. А некому тоа му пречи. Ма што и да кажеш, македонците се првата нација во Европа. Нема логика да им пречи на македонците. Или би требало да нема логика. Тогаш кому? Тогаш веројатно на оние кои изнапишале товари книги за словените. Па постмакедонски идентитети на македонскиот полуостров се сите наши соседи, затоа тие користат дел од македонската историја, си ја бараат мајката, како деца сирачиња. Тие се сирачиња без Македонија. И затоа предлагам во графите на националностите кои живеат во Македонија да ги додадеме и словените. Со додавка и дополнување, оние кои се отаде Дунав поминале трауматско пливање низ надојдениот Дунав, или ги превел Исус Христос по вода како Петар, маловерникус зошто се посомнева. Ете и тоа го решивме. Третата дама на која сакам да си споменаме е Адеа Евридика. Таму беше сопругата на Филип III Аридеи. Уште еден македонец цар. Леман тврди дека во гробницата во Кутлеш не е погребан Филип II, туку Филип III со сопругата му. Неодамна местото го подсетија и македонските експерти. Тие тврдат дека е голема веројатност гробницата да е од римско време. Замисли, Рим дошол таму и римско време. И затоа веројатно времето е на Исус Христос. Леман е во право. Грците се испотепаа да го најдат гробот на царот, на големиот Александар. Грците го бараат гробот на еден македонец. Ако работата си е на место, би требало гробот да го бараат македонците. Замислете си македонците да го бараат гробот, например, на некој грк. И сега овде сум пишал Демостен. Демостен не е грк, тој е Демостен, син Демостенов, пајониец. Тогаш не сум го загледал тоа. Тој самиот кажува од каде е. Како исто Петар Богдан и македонецот. А бугари, албанците го слават дека е албанец. Демостен вели дека е пајониец, овде ние горе.
Кумановско. Според едно предание, гробот на Александар е донесен во Македонија, неговите мошти се пренесени дома во буре со мед. Ковчегот му се наоѓа во еден музеј во Истанбул, Цариград, Константинополис, но тоа е друга тема. Синот на Мицотакис нуди 2 милиони германски марки, тогаш биле. Македонија од секогаш било добра почва да се почне со копање. Земјоделие или духовна археологија. Не мислам на земјоделие или на канализации да се копа темел за куќа, зборувам за археологија. Копа овде кој кога сака и како ќе му текне и се носеле експонатите по светските музеи. Виж кој ги земаш ти коските експонатите, го носиш и проклетството во твојата земја. Браќата близнаци, копачите се прославија кога открија македонски останки слични како во Кутлеш. Имаше емисија на македонската телевизија за локалитетот Исар Марвинци. Рекоа дека синот на Мицотакис им понудил 2 милиони германски марки за да го откупи копието, шлемот и штитот на македонскиот фалангист. Затоа што Солун е град на европската култура, а на македонската. За среќа продажбата не се изврши, иако прострои веста дека дел од експонатите кои близнаците копачи ги дарија на Македонија исчезнале. Тоа значи дека или некој отпосле ги продал или ги однел или си ги присвоил. Тоа е најгнасен чин на национално предавство. Замислете си само за миг колку такви продажби останувале во блиското и далечното минато без никаков увид и контрола. Сепак ќе остане фактот дека и Кутлеш и Исар Марвинци се на територијата на Македонија. Значи не се најдени на територијата на Ахаја, како што се нарекува во Библијата, потоа се преправени пишано е Грција. Неодамна во Македонија се отвори една антикварница или старинарница. Се наоѓа на спротивниот брег на Вардар од маната Белата пирамида, тој денеска опера и балет, се вика Аминта. Аминта III живееше од 393 до 369 година од македонската голема ера. Тој му беше татко на Филип II, 359-336, и дедо на Александар III од големиот 336-323 од македонската голема ера. Може би оттаму доаѓа зборот Амин, Аминта да аминува, што дозволува, што аминосува, што решава, што аминтува. Собственикот на што? На антикварницата, односно едниот од нив беше врската која ги нашла близнаците копачи. Да не заборавиме дека дел од оној материјал што тие му го дале на Македонскиот музеј исчезнал, не знаеле во кој сандак го ставиле. Ако е вистина, тоа е најгнасно национално предавство и срам. Неодамна Министерството за култура под покровителство на Советот на Европа не собра на културно-туристички семинар Трибина театарот во транзиција. Повторно беше речено дека сме богати и срекни, оти сме мултиетничка културна средина. Тоа го наметна од почетокот, за да нема македонци некако да се избрише, оти ќе има проблем, бидејќи Македонија, македонската култура се содржи во постмакедонските идентитети. Денеска 4 држави со кои граничи Македонија: Албанија, Бугарија, Грција, Србија и нормално Косово, каде што се прави голема Албанија, затоа што некој со парите од дрогата плаќа, или да се може да се потисне овие народи кои не прифаќаат сатански доктрини. Ке поверувам во тоа дека сме мултиетничка кога во Солун, градот на европската култура, ќе направат мултиетнички театарски проект на грчки, македонски, булгарски, понски, турски, албански. Они викаат: охи македонци, нема таков јазик, му велат. Зборувам за правото на избор. Македонија не е членка на Советот на Европа. Европа е една дама, но и Македонија е дама малку постара од Европата. Дамите бираат понекогаш само. Ох, Исусе, Исусе, Солун ќе мора и со дела да го заслужи на град на европската култура. За 1997-та тие не признаваат народ и јазик. Видете, кој е тој цивилизацијски пораз на блудницата Вавилонка, европејката. Тесалоника беше македонка. Во камената кула Беаскуле е запишана само дел од македонската Голгота: македонци мои. Зборувам за правото на избор. Дамите бираат. Кој им бранеше? На грците, бугарите, албанците, било кој друг.
да се пишат македонци. Па не, зашто не се тоа. Зашто се изгубени. Ги научиле дека не се. Совет за самоукинување. 132 страна. Ја озвучуваме оваа книга пишувана пред 30 години, која е актуелна, која не застарува зашто е слезена под духот. Совет за самоукинување. Се степале еднаш оној што фрчи и црвениот во една пригода. Едниот оној што фрчи го мавнал од надворешната страна, а овој црвениот се обидувал да го совлада. Дај Боже да се мавале во интерес на македонскиот народ, а не за некоја финансиска приватизација од државно интересна партијка. Денеска таа партија во завидна положба, зашто овој потпише и побегна во Дубај, го продаде македонскиот народ за 30 евреници. Некој ќе тресне од македонската земја. Впрочем, тоа е културата на демократијата. Секогаш кога ќе помислам на Министерството за култура, се присеќавам на Благоја Чоревски, директорот на театарот Драмски, на неговите досетки. Изморија маслинката из Грабчија, вели Чоре. Дали мислеше на македонската култура или на грчката маслинка? Потоа продолжува тој: кој ќе сака да ме смени, ќе мора дебело да образложи, мислејќи при тоа за успесите постигнати при неговото директорување. И ни раскажа анегдота за тоа дека не можеме да излеземе од лифтот. Не поканија Министерството за култура на Република Македонија, тогаш беше така, денеска го сменија, зашто мораш да прифаќаш кога не е со референдум, се е фалсификат. И во парламентот со помалку гласови, сето тоа. Никој не одговара овде. Претходниот председател рече култура на неказнување. А тоа е криминал, човеку. Не поканија Министерство за култура на Република Македонија и Советот на Европа од Страсбург на семинар Театарот во транзиција, во движење, финансирање и менаџмент во хотелот Молика на Пелистерската Агора планина. Бевме присутни директорите на театрите, директорите на културните манифестации. Си зема збор господјицата Кетлин Тейлор, представник на Советот на Европа. Едно младо чупе со заруменато лице. Црвенилото ме навраќа на тепачката помеѓу црвениот и оној што фрчи. Втората господја која се вцрвенуваше беше виенчанката Ана Тиер. Зборуваше за 50 сцени на Виена, за 8 милиони пари за независни театри, Крис Торч, шведскиот американец. Кај си бе, јуначе? Или американскиот швеѓанец? Познат на македонската културна јавност по мултиетничката продукција на Баханали. Мора мултиетничко на повеќе јазици, нели? Само во Македонија мора. А во соседните земји не сме, няма таков јазик, охи македонци, колку не македонци, мултијазичност. Не се вцрвенуваше овој кога зборуваше. Стануваше од столчето како хотелот Молика, да не му беше достатно висок, 1400 метри надморска висина. Не заборави да подлече дека сме срекни и богати, оти сме мултиетници ни заедни. Ни понуди помош во експерти. Зашто? И јас нема му нудам помош да го одведам во Пела, па оттаму ќе заклучи како се изродил зборот Пелистер, Пела, македонска престолнина сега во Република Грција. Кога таму мистер Торч ќе направиш представа мултијазична и мултиетничка, ќе ти поверувам во идеите ти. Ете нека се игра на македонски, ама таму викат нема таков јазик. Нели е тоа пораз на една современо општество? Народ кој убивал, вршил етничко чистење, окупирал, вели нема таков јазик. Нека се игра на македонски, на грчки, на турски, на албански, на понски. А Грција е членка на Европа. А ако не си член на Европската Унија, немаш право да бараш пари од Советот на Европа. Не можеме да излеземе од лифтот, повторува Чоревски со неговиот смисол за хумор. Но кој не напика во тој лифт? Кој се сложи да влеземе во лифтот? Представете си, македонскиот народ сака да го внесат во еден лифт. Лифтот вози надолу накај подрумот, накај визбата, на феникиската керка Европа. Ете, например, му нудам помош на Крис Торч, мултиетникот, мултијазичарот, да го одведам во Мала Преспа и таму нека се обиде да направи мултипроект. Таму може да се игра на македонски, грчки, албански и други јазичиња. Или да го испентарам во Пирин. Па Никола Ѓурѓа имаше фестивал македонски, тој го финансират еднаш на 5 години. Министерството за култура на Албанија. Зошто? Или да го испентарам на Пирин, кај сотрудникот Раде,
Пилотот. Та нели тој стои кога зборува, оти му треба височина, нека се обиде таму покрај другите јазици да игра и на македонски. Няма таков јазик, викати тие, нема македонски. Или на Југославија нека направи на Косовото. Таму направи, они бомби фрлаа. Ето е таа култура на варваризмот. А оној што фрчи однадвор се обидуваше да го натепа оној што се вцрвенува. А тој вцрвенувачот сакаше да го совлада, влада, пред оној што фрчи да ја заземе положбата, си беше уште еден црвен и тој од време на време повторуваше пред секоја смисла. Се фини луѓе мил мои лебеду, а никако да фатат корен. Бертол Брехт. Може би и друг некој. Единствена која не поцрвенуваше беше госпоѓа Джени Харис од Велика Британија, се разбира дека дошла од земјата на Шекспир. Уба таа на мајка. Ние немаме Министерство за култура, рече таа. Туку уметнички совет составен од творци, директни учесници во културата. Сите театри се самостојни, не постојат државни театри, добиваат 45% и останатите средства си ги заработуваат сами. Малите театри се витален дел на британската сцена. Тие го прават новото пишување во театарот. Потоа господја Харис зборуваше за театарот како образовна институција. Кога ги прераскажав искуствата на театарот, скрби утеха се наспремна и крена да им прст во знак на разбирање и поддршка. Честа на македонскиот менаџмент ја спасија професорите од ФДУ, Киро Василев, Бог да го прости, и Мартин Панчевски. Да не помисли таа Европата дека дошле во Африка. Парламентарците и директорите и садасовците Баге, директор на Битолски, и Чадик, директор на театарот за деца и младинци, дојдоа првиот ден од семинарот, кажаа што имаа да кажат и се кинисаа. Холивудски звезди. Нив веројатно не ги интересира мислењето на останатите театарски институции, навикнати на државна боска. Да си боскаат, да си уцицнуваат. Или тие не се влезени во лифтот за кој зборуваше Чоре. Чоре ме спремаше за приемен испит пред многу години, за негот на вистина да раскажам многу работи. Вечерта слеговме во Битола и битолските актери ни ја даруваа представата Ромео и Јулија од Шекспир. Велат дека еден човек од Министерството за култура ја напуштил представата веднаш што му почнала пред очите на Советот на Европа. Имаше еден брко. Цензор, човече. Нека е жив и здрав. Кога ќе се поврзе дискусијата на господја Харис за состојбите на театарот во Англија, има логика да се каже дека се исплашил од Вилијам Шекспир. Овој од Министерството со бркото. Мустаклијата. Псевдо Гоце Делчев. Многу бука за ништо, би рекол Шекспир. Вечерта сонував како не можам да излезам од македонскиот лифт. Сонувам како се тепаат оној што се вцрвенува, оној што се зафрчува. Сонував како Министерството за култура се само укинува од почит кон Шекспира, како Благој Чоревски конечно е скротува маслинката. Само не знам дали мислеше на грчката маслинка или на македонската култура. Видете, Стефан Верковиќ на хрватскиот бискуп му напишал: вистински носители на културата во Македонија се овие македонци. Грците само купуваат и тргуваат. Дафина од Церес му ги 400 песни колку беше. Најнакрај Министерството за култура не сакаше да го покрие престојот на хотелот на представникот на културен центар Скрби утеха, директорот на фестивалот Мина Угриновска Владо Денчов. Сепак се реши на мирен и демократски начин во присуство на будните очи на Советот на Европа. Само министерот за култура господинот Слободан Унковски не учествуваше директно во оваа сторија, оти не дојде на Пелистерската падина Агора. Секогаш кога ќе помислам на Министерството за култура, си спомнувам за изборената маслинка, за црвената боја на лицата на експертите од Советот на Европа, си спомнувам за една тепачка помеѓу оној што се црвенува, оној што фрчи, качена на планината. Македонската култура од високо ќе мора да плесне долу во реалниот буџет на Министерството за култура или да постапиме како во земјата на Шекспира,
за волја на вистината, и потоа со притисоци укинаа македонски институции, скрби дека го укинаа, отворија други театри на други јазици, немам ништо против, но зашто тоа не го нема, например, на Косово и во Албанија? Зашто не се отвори? Со кога предлагав во Мала Преспа да информирам театар. Сите иницијативи, или во Пиринско да информирам театар, или во Егејско, што ми ги поднесувал, останаа така, и таа архива веќе ја бришам, ја фрлам. Господ Исус Христос, нека ви е напомош, македонци мои. Љубовта Исусова да ве преплави. Не е лесно на македонската влада, на македонските водачи, силен притисок сатански од сите страни да се избрише Македонија. Добрата вест е, ако има еден праведник, дали ќе ги спасиш македонците ни невејците? Белки Македонија има еден праведник кој духовно води војна, да се скратат дните на страдање до повторното доаѓање на Господ Исус Христос. Ете, тоа е тој друм за Македонија. Македонец е човек кој повикува кон Господ Исус Христос. Ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение ние разбравме, посакавме и тргнавме да го шириме светото Евангелие там долу во Македонија. Амин до Царството Божјо. И лесна и плодна сцена. Амин.